Крепост си на девствените, Дево Богородице, и на сите што кон Тебе прибегнуваат, зашто Творецот на небото и на земјата Те устрои, пречиста, вселувајки се во утробата Твоја и сите ги научи да Ти повикуваат. Радувај се столбу на девственоста. Радувај се врато кон спасението. Радувај се на светите души, невесто красителке. Радувај се, невесто неневестна. רק חול וחול יציב מדבר אלינו משאול אור חווה יוממנה כדמות חלום שם מופלא. Градот Назарет, распослан на гората Тавор крај Езделонската долина, наводнувано од реката Фисон во Галилеја, во далечното библиско време бил родното место на Пресвета Дева Марија. Таткото на Марија се викал Јоаким, а мајката Ана. Тие и по 50 години минати во брак немале рожба. Живееле во Назарет и биле мошне богати. Се занимавале со сточарство и со земјоделие. Во житијата на светците е запишано: Назарет, огреан со јасно сонце и измиен од топлиот дожд, по неговите улици весело се играат израелските деца. Само во големата куќа на богатиот Јоаким е тишина. Во широкиот двор не играат безгрижни деца. Слугите тук-таму шавраат по дворот, а овчарите носат полни ѓумови млеко. Од време на време се откинуваат тешки воздишки од достарената Ана, додека Јоаким, исто така старец со уморени нозе, се искачува на падините на Тавор да ги обиколи нивите, лозјата и стадата. Вечерта најрано замркнува во нивниот дом, а наутро во него сонцето изгрева најдоцна. Радоста како птица излетала од таму, а маката си свила гнездо. Изминати се 50 години сопружнички живот, но радоста од рожба не им ги стоплила срцата. Се прашуваат, но не можат да најдат одговор. Дали не примивме патник или пак не нахранивме гладен? Во што ни сгрешивме, со што го разгневивме Бога, што толку не накажа? Детството и животот на Марија, најуспешно и најимпресивно во повеќе сцени и композиции, го насвикале познатите средновековни зографи Михајло и Евтихиј во Охридската црква Света Богородица Перивлепта, денешен Свети Климент, а и во црквата Свети Ѓорѓи во селото Старо Нагоричани, Кумановско. Во Охридската црква тие насликале 16 сцени, а во Нагоричанската 13. Иако фреските се од истите мајстори зографи, циклусите се разликуваат според своите иконографски решенија, според бројот на сцените и според местото што го заземаат во декорацијата на внатрешните ѕидови на овие цркви. Според лоцираноста, сцените во црквата Света Богородица Перивлепта почнуваат на јужниот ѕид во олтарниот простор и излегуваат во наосот, покривајќи ја втората зона од јужниот, западниот и северниот ѕид. Времето и негрижата тешко ги оштетиле представите на принесувањето дарови од Јоаким и Ана, одбивањето на даровите, како и Јоаким во пустината и Ана во градината. Наспроти тие во Перивлепта, фреските во црквата Свети Ѓорѓи во Старо Нагоричани се насликани во тесната проскомидија кај олтарот, скоро невидливи за посетителите заради отсуство на зрак светлина.
а и непристапни за снимање заради многу косиот агол за перципирање и тесниот простор меѓу двата наспротни ѕида. Инаку овие сцени говорат за страдањата на Јоаким и Ана по своја рожба. Со одминати години, но не и со изгубена надеж, тие одат во храмот кај првосвештеникот за со дарови и молитва да се здобијат со пород. Но во храмот писарот Рубен го оттурнал Јоакима велејки: "Тргни се одовде, нели чу дека ни Бог не сака жртви од бездетен како тебе?" Одбивањето на даровите многу ги трогнало Ана и Јоаким, и во голема болка Јоаким заминал в пустина, а Ана тагувала во празната куќа. Двајцата во осама не престанале катадневно да упатуваат молитви до Бога за рожба. Врвело времето, тажни дни и очајни ноќи, кога пред Ана се создал ангел Господов кој рекол: "Ано, Господ ти ги чу воздишките и неутешниот плач. Ти ќе зачнеш и ќе родиш. И по целата земја ќе се говори за роденото од тебе." Ана на тоа одговорила: "Ако имам среќа да добијам рожба, ќе ја посветам на Бога, за да му служи во сите дни од животот." Мигум се создали и други два ангела и рекле: "Ете Јоаким, машот твој, доаѓа кон тебе." Зашто и кај него слезе ангел Господов кој му рече: "Јоакиме, Господ ја услиша молитвата твоја, оди си дома, зашто ете жената твоја Ана ќе зачне во утробата своја." Представите за овие величествени, исто толку и таговни древновремени настани, фрескописците Михајло и Евтихи ги имале насликано со мноштво детали, но за жал забот на времето, влагата и оштата негрижа, го сториле своето. Автентичниот потпис на овие протозографи сведочи за умешноста на нивните раце, за блесокот во нивните очи и за просветлената нивна дарба. Сведочат и нивните зографии, кои што со делум на реставрација и реконструкција се зачувани за наслада на нашиот дух. Занемени од предренесансната убавина на сцената "Ана го чека Јоакима", го слушаме гласот на ангелот Божи кој вели: "Излези, Ано, пред златната порта да го пречекаш мажот твој, кој се враќа од пустината." Ја гледаме Ана со трепет во срцето, со одблесоци од водите лихницки на лицето, како во молитва го чека својот возлюбен маж за станата во златната порта. Јоаким иде кон неа со овчарите и со стадата своји што патем ги настигнал. Ана потрчува кон него, му се фрла во преградка и на Бога му благодари велејки: "Сега веќе знам дека Господ штедро ме благослови, затоа што бев без маж, како вдовица, а веќе не сум. Бев неплодна, а ке зачнам во утробата своја." И тоа би првата вечер кога Јоаким преспа во својот дом. Голема радост се разнесе наоколу и целата земја Израилева се радуваше за таа слава и од Бога благодат да се роди од нив мајката Божја Марија. Од ангелското благовестие во домот на Јоаким и на Ана се чувствуваше радост и кај нив доаѓаа блиски роднини и пријатели. Безгранична е радоста на Ана. Ќе видат луѓето дека станав мајка, пее црковната песна. Ете, јас ке родам, затоа што Бог благоволи да ја прекине мојата неплодност. Радувајте се со мене сите колена Израилеви. Јас ја носам рожбата во срцето. Спасена сум од укорите за бездетноста моја и Бог ми даде што ми посакуваше срцето. Во химната на еден кондак пофални песни со повеќе од 24 строфи се вели: "Целата вселена го празнува Аниното зачетие." И веќе се исполнија 9 месеци. Па на 8 септември според стариот, односно на 21 септември според новиот календар, се роди Марија. Ана ја праша бабата што ја породуваше:
Što donesov na svetov? Babata odgovori, devojče. Ana izvika so voshit, a dушата й се исполни со радост и го прегрна новороденчето. Откако стана го надои и го нарече Марија, што значи надеж, поради долгото надевање за рожбата. Во црквата Света Богородица Перивлепта во Охрид, Ана е представена како вистинска родилка на постела и со реалистичен израз на лицето. Ана е обкружена со 3 девојки кои што и служат. На десната страна од сцената е лулката со малата Марија. А покрај неа седи девојка која што со фурка в раце преде и ја надгледува малата Марија. Овде не е насликан моментот кога ја бањаат Марија, како што е случајот во Нерези. Анонимниот зограф на манастирот Свети Пантелеимон од 12 век исто така не пропуштил да ја представи композицијата Раѓањето на Марија. Зографот ги напуштил сите црковни догми и сета мистика на средновековието. Едноставно ја пренел во реалноста на земниот живот и насликал раскошна иконографска представа со несватлива за тоа време грациозност кај одделни ликови. Девојката со големата обетка, која што враци носи дар на Ана, е со деколтирана и богато украсена горна облека. Нејзиниот профил, изразот на лицето, движењето и реалистичниот поглед према родилката Ана е навестување на ренесансата која што ќе земе замав во Италија дури 3 до 4 века подоцна. Долу, во левиот агол од композицијата е представена Марија како ја бањаат. Сите присутни се предадени во расположение на неизмерната радост за раѓањето на Марија. Секој намерник кој што ќе ја види оваа композиција во Нерези со повеќето детали, би се запрашал. Дали е можно сево ова што е насликано да биде сторено во далечниот 12 век, поточно во 1164 година, според записот кој што до денес е зачуван над влезот во црквата. Кај нас во Македонија, раѓањето на Марија ќе биде представувано во многу цркви и манастири низ повеќе векови од зографите и од иконописците. Грижата за една мала семејна икона на која е прикажано рождество Мариино, веќе подолго време ја има црквата Света Великомаченица Недела во Стојаково. Од ликовните елементи на оваа икона може да се констатира дека Јоаким и Ана имале висок имотен и општествен статус. Ентериерот, со раскошните капители на 3 столба, поврзани со арки, како и богатата облека на Ана и жените присутни на иконата, говорат во прилог на тоа. Жената што со ладоло го освежува воздухот, дадилката крај колепката, двете бабици негувателки на малата Марија, подарок понадиците во рацете на двете жени што и ги носат на леунката, се исто така докази за високиот стандард на средината во која се родила Марија, идната богомајка. Според стилските детали, иконата представува грчки импорт на наше тло, што го потврдува и сигнатурата, а е датирана во 18 век. Во наосот на црквата, на незиниот иконостас, наидовме на уште еден приказ на рождество Мариино. Таа икона, како и целиот иконостас, е дело на дебарски зографи и е од понов датум, околу 1934 година. За разлика од претходната, на оваа икона е присутен Јоаким. Овие две икони спаѓаат меѓу ретките на кои е прикажана сцена од акатистот на Пресвета Богородица, незиното детство.
Ке се вратиме сега во 19. век кај мијачките копаничари. Тие предводени од протомајсторот Петре Филиповиќ Гарката ќе изработат во резба повеќе сцени од животот на Богородица. Особено значајни се оние во манастирот Свети Гаврило Лесновски, потоа во црквата Свети Спас во Скопје и во манастирската црква Свети Јован Бигорски. Во Лесновскиот манастир под престолната икона Света Богородица, мијачките резбари изработиле неколку сцени од животот и од детството на Марија Богородица. Во медаљон, што релјефно се издига врз правоаголната табла, изрезбана е Богородица со Христос, представена како седи на трон. Десно од медаљонот е сцената Рождество на Пресвета Богородица, а лево сцената Воведение на Пресвета Богородица во храмот. На царските двери, кои се прводатирано резбарско дело на мијачките копаничари од тајфата на Петре Филиповиќ Гарката, е прикажано благовештението. На левото крило од дверите е Архангел Гаврил со гест на благослов кон Марија. На десното крило, свртена кон Архангел Гаврил, стои Марија и со возбуда ја прима благата вест. На овие двери резбарот и зографот, како да се надпреваруваат чија вештина и дарба, поумешно ќе ја прикаже убавината. Едниот доминира во горната половина, а вториот во долниот дел на дверите. Обајцата вдахновени. Истата копаничарска тајфа на чело со Петре Гарката, Макарije Фрчковски Марко, братот на Гарката, по завршувањето на иконостасот во Лесново во 1814 година, го завршила иконостасот во Скопската црква Свети Спас во 1824 година. И на овој иконостас, во неколку композиции ги илустрирале детството и животот на Марија, Мајката Божја. Овде е представена сцената Рождество на Марија, со вонредна прецизност на соодносот во пропорциите на фигурите на Ана и на малата Марија во нејзината преградка. Овде е и сцената Воведение во храмот, со представата како малата Марија ја прима првосвештеникот Захарија и моментот кога Марија се одделува за секогаш од своите родители Јоаким и Ана. Освен овие сцени од детството на Марија, тука се изрезбарени и сцени од подоснежниот нејзин живот.
Така, благовештението зазема видно место на таблата лево од царските двери. И Архангел Гаврил и Марија се издлабени тродимензионално, како и сите фигури, сите фаунски и флорални елементи на иконостасот. Со чувство за детаљ во миниатурноста на представените композиции е и Рождество Христово. Мерени не во сантиметри, не во милиметри, овие фигури се помера на гениалноста. По објавата на Ирод да се погубат сите новороденчиња, Богородица и Јосиф бегаат во Египет за да го спасат младенецот од погибија. Познато е, патот го осветлува ѕвездата Витлеемска. Во манастирот Свети Јован Бигорски, копаничарската тајфа на Петре Филиповиќ Гарката ги завршила резбарските работи на иконостасот, архиерејскиот трон и игуменскиот стол во 1835 година, оставајќи зад себе извонредни резбарски дела. Така, на иконостасот во манастирот Свети Јован Претеча Бигорски, понизата старозаветни сцени од животот на Адам и Ева во рајот и нивното протерување, и по сцените со Каин и Авел, резбарската тајфа на Гарката посветува поголемо внимание при представувањето на детството и на животот на Марија. Циклусот со повеќе сцени ќе биде илустриран на третата табла лево од царските двери, кои што го прикажуваат животот на Богородица. На ова по димензии мала правоаголна табла, не повеќе од половина квадратен метар, се извајани 14 композиции со приказ на 68 човечки фигури и на 8 разновидни животни. Сето тоа е проткаено со богат растителен свет од разновидни расцветани цвеќиња, а тоа зборува за големата мајсторска способност на авторите копаничари од реканскиот крај. Богородица со Христос зазема централно место. Лево и десно од неа се наоѓаат по 5 фигури во 2 реда. На левата страна се машки фигури со крстови вратце, а десно женски фигури, исто така со крстови. Овде не изостанува и сцената средбата на Марија и Елисавета, дадени во преградка. На оваа табла се илустрирани благовештението, каде што Богородица седи и држи отворено Евангелие, а од левата страна и приоѓа Архангел Гаврил со рака во став на благослов. Представена е и библиската сцена поклонение на тројцата мудреци, што носат дарови, се поклонуваат пред Богородица со Христос, а назад е Јосиф. Прикажани се и тројцата јудејски цареви како јаваат на коњи во галоп. На главите имаат царски круни, а ги надлетува ангел. Мощно импресивно изгледа композицијата Бегството на Марија во Египет. Богородица е качена на магаре. Пред себе, во скутот, мајчински со двете раце го гушка малиот Христос. Назад е Јосиф, со стап преку рамо, на кој виси неговото палто. Напред, магарето го води младо момче. Сите учесници во композицијата се во движење и со психолошка врска меѓу себе, која што изразува обид да ја одбегнат човечката драма. Колежот на витлеемските деца од страна на царот Ирод со цел да го погуби малиот Христос.
И уште нешто за творештвото на мијачките копаничари во манастирот Бигорски. На базисот од колоната лево од царските двери е прикажана композицијата Воведение на Марија во храмот. На челната страна од базисот е представена малата Марија, упатена накај првосвештеникот Захарија, кој што ја прима во храмот. Марија е во придружба на своите другарки, кои што достоинствено чекорат зад неа со запалени свети враце. На крајот од процесијата се и родителите на Марија, Јоаким и Ана, кои што смирено се разделуваат за секогаш од својата малечка ќерка, затоа што се е според ветувањата пред Бога. Во оваа композиција е искажена една реалност од животот на човекот, овде на земјава. Радост, болка, тага и страдање. Искажено е внатрешното чувство кај присутните во сцената, особено кога се знае дека додека бијат камбаните од високите кули на Ерусалим и гласот се разнесува и восприема од присутните, додека се разнишуваат високите кипариси, а птиците надлетуваат над храмот, тогаш затреперува и мајчиното срце од разделбата. Таквите психолошки моменти мощно реалистично се предадени во оваа композиција. И пак ќе речеме, на овој базис, висок 45 см, наоколу има наредено 8 глави на ангели, а исто толку и во долниот дел, или вкупно 27 човечки фигури, заедно со учесниците во композицијата, влегување на Марија во храмот, скулпторски обработени на олку мал простор. Тоа можеле да го изведат само мијачките копаничари, најпознатите и најбараните во 19. век на просторот на Балканскиот полуостров. На другиот базис од колоната, десно од царските двери, продолжува циклусот од сцени посветени на Богородица, а тоа е Рождество Христово. Учесниците во сцената се малиот Христос, Богородица и Јосиф. А над нив се спушта Витлеемската звезда, која што го озарува младенецот што лежи во јаслите до добитокот. Јосиф е предаден како седи, подпрен на стап, а со поглед свртен спрема ангелот, чиј што глас го наслушува. Богородица е представена седната, а над неа надлетува ангел кој што со десната рака покажува спрема овчарите, а во левата рака држи отворен свиток. Во оваа сцена се присутни двајца овчари со долги крлуци. Едниот од нив свири на кавал, околу нив пасе стадо овци. За раѓањето на Марија, црквата уште од длабоката древност одредила посебен празник – Рождество на Пресвета Богородица. Писмени податоци имаме уште од 4. век. Тогаш светата царица Елена го подигнала првиот храм во чест на овој празник. Во 6. век Стефан Светогорски напишал 3 стихира под наслов «На Господ возвах», како и литиски стихири што се пеат за време на црковната процесија во богослужбата. Овој празник, Рождество на Пресвета Дева Марија, е вброен во 12 големи празници во црковниот типик правилник, поради неговото значење за човечкото спасение. Во 7. век свети Андреј Критски запишал: денешниот празник за нас е почеток на сите празници, врата преку која што се влегува во благодатта и се стигнува до вистината. Беседата на свети Јован Дамаскин, која што се однесува на раѓањето на Марија, вели: дојдете сите народи, сиот род човечки, сите јазици, од секоја возраст и од секоја чест, со радост да го празнуваме раѓањето на радоста на сиот свет. Во беседата на свети Јован Златоуст се вели: о Јоаким и Јано, целомудрени сопрузи, две грлици во таинствена смисла.
Исполнувајќи го законот на природата, целомудрието, вие заслуживте надприроден дар. Му родивте на светот неискусомажна мајка Божја. Вие родивте дева, поголем од ангелите. Водејќи целомудрен и свет живот, вие ја создадовте ризницата на девството. Онаа која што треба да остане дева пред породувањето, дева во раѓањето, дева по раѓањето, единствена секогаш дева по дух, душа и тело. Пресвета Дево, ти изгреа од праведните богоотци Јоаким и Ана како зорница за радост на целиот свет. Ти, Марија Дева, денеска изгреа како светол облак, за нас се роди, за наша слава. Голема радост носи твоето рождество за целата вселена. Минуваа месеци, а девојченцето Марија растеше и закрепнуваше. Кога наполни 2 години, таткото Јоаким и рече на Ана: треба да ја одведеме во храмот Господов, за да го исполниме ветеното пред Бога. Ана на тоа одговори: да причекаме рожбата наша да наполни 3 години, за да може да запомни мајка и татко. Да почекаме, се согласи Јоаким. Зоографите најверојатно инспирирани од апокривните текстови, особено од ерменската апокривна верзија, каде што постојат описи за родителската љубов, за родителските односи спрема Марија и за родителската грижа на одгледувањето. Ја сликале композицијата милување на Марија од нејзините родители. Вдахновената четкичка на Михајло и Евтихи ја трансцендира оваа сцена низ вековите до наши дни. Во византиското сликарство, почнувајќи од 13 век па наваму, оваа сцена се слика често во богородичниот циклус на нејзиното детство и живот. Овде во Перивлепта, Јоаким и Ана милно го доближиле лицето до главата на Марија. Покрај нив е насликана и една девојка. Откако девојченцето Марија наполни 3 години, Јоаким ја потсети Ана за заветеното пред Бога, па и рече на Ана: повикај одбрани добри израелски девојки и нека секоја од нив земе по една свеќа запалена и да го одведеме детето во храмот. И кога ќе тргнеме, ќе треба да внимаваме да не се сврти ниту еднаш назад, за да не тагува срцето нејзино, туку да биде секогаш со мислата за храмот Господов. Најпрвин Марија го прима благословот од тројцата ереи кои што седат на тркалезна маса, а првиот од нив ја благословува Марија, која што е во рацете на својот татко Јоаким, а зад него е Ана. Сите отидоа во храмот и принесоа жртви, а малата Марија потрча по скалите без да се сврти назад. Оваа сцена е насликана како детаљ од композицијата Воведение на Пресвета Богородица во храмот, во Охридската црква Света Богородица Перивлепта, денешен Свети Климент, а е сигнирана како сцена првите 7 чекори на Марија. Во оваа сцена Марија е представена како ги прави првите чекори одејќи кон мајка си Ана, која што седи и со подадени раце е подготвена да ја прифати малата Марија. Зад Марија е девојка која што со раширени раце ја припазува да не падне. Кога Марија потрча по скалите во храмот, пред неја стоеше првосвештеникот Захариј, таткото на Свети Јован Крстител, ја пресретна и ја зеде в раце, велејки: таа ќе го прослави Твоето име, Господи, меѓу народите. Преку Тебе во последните дни, таа ќе го навести откупот на гревовите на израеливите синови. Во храмот Ерусалимски се исполнуваше ветувањето на Јоаким и Ана. Во овој настан, малата Марија на фреската во Перивлепта зазема централно место.
Таа е со поглед спрема првосвештеникот Захари, кој што стои пред дверите на храмот и со двете подадени раце подготвен да ја прифати Марија. Зад Марија се група израелски девојки со свети в раце, а најодзади се родителите на Марија, Јоаким и Ана. Родителите на Марија, Јоаким и Ана го оставија девојченцето да престојува во храмот заедно со девојките Израилеви, кои што ден и ноќ непрестајно го фалеа Бога. Набргу девојките се вратија дома, а Марија остана во храмот. Нејзиниот живот овде беше живот за Бога. Со Марија беа и повозрасни девојки кои што исто така престојуваа во храмот. Ерусалимскиот храм бил обкружен со 30 удобни простории за живење. Над нив имал уште 2 ката, значи вкупно 90 одаи за сместување. Марија била сместена во крилото за девици, во ќелија, каде што го поминувала катадневниот живот. Сите заедно оделе во храмот во часовите за молитва, на утринските и на вечерните богослужби. Во целиот комплекс владеела длабока религиозност и богата духовност, така што воспитанието не било само во храмот. Јоаким и Ана, родителите на Марија, за тоа време се наоѓале во Назарет, со успокоени души, дека го исполниле ветеното спрема Бога. Во нивниот дом веќе ја немало детската палавост и поради големата љубов кон единствената рожба, решиле да го напуштат родниот град Назарет и да се преселат во Ерусалим, за да бидат што поблиску до храмот, за да можат почесто да го гледаат и да му се радуваат на саканото дете. Овде во Ерусалим завршуваат последните години од животот на Јоаким и на Ана. Јоаким умира на 80 годишна возраст, а потоа и Ана на 79 години. Со смртта на своите родители, Марија останува сираче на 15 годишна возраст. Дошло време кога Марија требало да го напушти храмот и да си одбере маж, затоа што по обичај било забрането жена на зрели години да престојува во храмот. Марија на свештениците им објаснувала дека таа уште од раѓањето му е посветена на Бога и дека нема да се омажи. Свештениците биле во недоумение. Од една страна, тие не можеле да ја остават како полнолетна девојка да престојува во храмот, а од друга страна пак не било ред да ја омажат со сила. На крај го замолиле прво свештеникот Захари да влезе во храмот и во молитва да го замоли Бога како да постапат и што ќе рече Бог, нека биде така. Откако Захари го облекол фелонот на кој имало 12 звончиња, влегол во храмот да се помоли пред Бога за Марија. Додека тој се молеше, ете се јави ангелот Господов и му рече: Захари, Захари, појди и доведи од Израелевите синови кои што немаат жена, и нека секој донесе жезл, а Бог ќе одреди и ќе направи чудо кој од нив ќе ја земе Марија за сопруга. Меѓу присутните мажи бил и Јосиф, кој што последен го добил жезлот, а еден гулаб слетал на неговата глава, и првосвештеникот му рече: Ти си одбран од Господа да ја земеш Марија под твоја закрила. На тоа Јосиф возвратил: Јас сум стар, а таа е млада, и не треба да бидам за подсмев пред синовите Израилеви. Земи ја, затоа што од целото јудино колено Господ те одбра тебе, му рече Захарија. Тогаш Јосиф ја прими Марија со 5 други девици кои што ќе живеат со неја во неговиот дом, а тоа беа Ребека, Сефора, Сузана, Авигеја и Заела. Во оваа сцена зоографите пропуштиле еден детаљ од иконографското решение. Гулабот што слетува над главата на Јосиф. Зоографите Михајло и Евтихи, кои што ја зоографисале и црквата Свети Ѓорги во Старонагоричани, исто така го пропуштиле овој детаљ. Од левата страна на сцената е представен Захари со жезл в рака подготвен да му го даде на Јосиф, а пред него е Марија. На десната страна, во преден план, е представен Јосиф, кој што ја прима Марија.
Зад Јосифа е насликана група луѓе. Циклусот со сцени од детството и од животот на Марија е мощно богато илустриран во македонските цркви и манастири. Но најцеловито е насликан од зографите Михајло и Евтихи во Охридската црква Света Богородица Перивлепта. За разлика од претходните сцени и композиции, особено е драматична композицијата Благовештение кај бунарот. Овде Марија е представена како возрастна девојка, која што исплашена стои пред бунарот при појавата на архангелот, кој што надлетува над неа со благослов. Марија е предадена со поглед спрема ангелот, видливо исплашена од ненадејното надлетување на ангелот. Исплашената Марија ја придржуваат со двете раце две девојки, кои што се облечени во деколтирани фустани, а со бели панделки им се врзани долгите коси. Десно од нив е бунарот со чекрк, од каде што една од девојките црпи вода со ибрик. Во сцената сомневањето на Јосиф е прикажан моментот кога Јосиф ја забележал бременоста на Марија. Јосиф е насликан со стап врака и со поглед спрема Марија. Дрводелецот Јосиф, кој што се подготвуваше да се ожени за Марија, беше човек праведен и благочестив. Кога разбра дека Марија очекува дете, не сакаше да ја посрами и намисли да ја отпушти тајно. Меѓутоа, само што го помисли тоа, архангелот Гаврил му се јави на сон и му рече: Јосифе, не плаши се да ја земеш Марија. Детето што таа го носи во себе е од Светиот Дух. Таа ќе роди син и ти ќе го наречеш Исус. Тој ќе го спаси својот народ од гревовите. Јосиф постапи како што му рече архангелот Гаврил. Во сцената Сонот на Јосиф во Перивлепта, Јосиф е представен како спие, а над него од небото се спушта ангел. Во тие дни императорот Август, под чија власт се наоѓаше израелската земја, нареди да се спроведе општ попис на сите жители. Секој жител беше должен да се запише во градот во кој што живееле неговите предци. Роден град на Давидовиот род беше Витлеем, кој што се наоѓаше на југ, во Јудеја. Таму се упати Јосиф со Марија. Кога дојде во Витлеем, во градската гостилница немаше место за ноќевање. На Марија и дојде време да се породи. Нејзиното дете дојде на свет во јаслите за добитокот во една овчарска колиба. Во ноќта кога се роди Исус, овчарите ги пасеа своите стада по околните полиња. Пред нив се појави ангел Божи и тие се исплашија. Но ангелот им рече: не плашете се. Еве, ви ја соопштувам големата радост која што дојде во светот. Во градот Давидов Витлеем се роди Господ Спасителот, кого ќе го препознаете лесно, бидејќи новороденчето лежи повиено во јаслите. Треба што поскоро да одиме во Витлеем да го видиме новороденчето, за кое што ни соопшти Бог. Тие побрзаа и ги најдоа Марија и Јосиф, а потоа раскажуваа насекаде за се што видоа.
Покрај мноштвото сцени од циклусот за детството и за животот на Марија Богородица во Охридскиот храм Света Богородица Перивлепта, зоографите Михаило и Евтихи насликали уште неколку сцени и композиции од последните денови од животот на Богородица и од нејзиното успение. Сцената ја среќавам и во црквата Свети Ѓорги во Старо Нагоричани, но со поинакво иконографско решение. Циклусот од 6 сцени, што ги илустрираат последните денови на Богородица, се насликани на западниот зид, во втората зона, во наосот на црквата. Циклусот почнува со сцената Богородица ја прима веста од ангелот за нејзината смрт. Овде Богородица е представена како седи на трон, со поглед спрема ангелот кој што се спушта од небото, и дава рајска палмова гранка. Дејствието се случува во домот на Богородица. Втората сцена од овој циклус е молитвата на Богородица на Маслиновата гора. Богородица е во молитва со поглед кон небото. Планинските дрвја на Маслиновата гора се насликани како да се поклонуваат. Овие моменти се содржани во апокривните текстови според кои зоографите илустрирале во црквите и во манастирите. Третата сцена од последните денови на Богородица е Богородица им ја соопштува својата смрт на блиските. Богородица седи на трон, а околу неа се мноштво жени со загрижени изрази на лицата и со изрази на сочувство за нејзината смрт. Представен е моментот кога Богородица им ја дава својата облека на присутните жени вдовици, како што се гледа од композицијата. Над западниот влез од натрешната страна на црквата, една од најмонументалните композиции не само од Перивлепта, туку и насекаде во Македонија, е Успението на Пресвета Богородица или Смртта на Богородица. Композицијата зафаќа поголем дел од западниот зид на внатрешноста од наосот во црквата. Оваа композиција е големо сликарско остварување за целиот средновековен период, кај нас познат како златен период на зидното сликарство. Покрај представата за смртта на Богородица, овде е илустрирана епизодата од Вознесението на Богородица. Богородица лежи на одар, облечена во сино-виолетова горна облека, подготвена за погребување. Во текстот на Јован Солунски пишува дека Богородица во разговор со апостол Јован му рекла: "Ти знаеш дека јас ги имам на оваа земја само мојава погребна облека и овие две туники." За погребната облека на Богородица има и една копска приказна која што гласи: Марија набргу го распознава Христа, кој рече дека таа ќе биде завиткана во нејзината облека на денот кога таа ќе излезе од нејзиното тело. Околу одарот на кој што лежи Богородица се наоѓаат сите 12 апостоли. Со нивниот израз на лицата, тие ја искажуваат тагата спрема Мајката Божја. Над мртвото тело на Богородица е Исус Христос, кој во двете раце ја држи душата на својата почината мајка, отелотворена во мало дете. Целиот храм каде што лежи Богородица е исполнет со ангели кои што се представени со лица во жалост. Во горниот дел од композицијата, во облаците, се насликани апостолите кои што го изразуваат своето сочувство за упокоената Богородица. Во оваа композиција сите присутни тагуваат по Богородица. Зоографите продолжуваат уште со две сцени по смртта на Богородица, а тоа е пренесувањето на Богородичното тело. Начело од погребната поворка,
се два архиереја, а за додарот се жени. Во втор план се прикажани апостолите. Завршната сцена од циклусот е посета на празниот гроб на Богородица. Овој гроб го представува ковчегот во Гециманската градина, во која апостолите го ставиле телото на Богородица по лична заповед на Христос. Oh